Добро вечер, гледате Топ тема. Владата апелираше да се штедат енергенсите и ги обелодени антикризните мерки за помош на стопанството и граѓаните. Новиот пакет мерки ќе тежи 400 милиони евра, од кои 310 милиони евра се директна фискална помош, а 90 милиони евра откажување од приходи. Во вечерашната Топ тема мерките и очекувањата ги анализираме со Фатмир Битичи, вице-премиер за економија. Добро вечер. Добро вечер. Марко Беслимовски, председател на Регулаторната комисија за енергетика. Добро вечер за вас. Добро вечер. Маријан Петрески, универзитетски професор. Добро вечер и за Добро вас. вечер. Ја најавив темата, но секако пред да почнеме со разговорот во студиото, ќе погледнеме реклами, потоа се враќаме во Топ тема. Назад сме во Топ тема. Вечерва гости во студиото се вице-премиерот Битичи, председателот на Регулаторната комисија за енергетика Беслимовски, универзитетскиот професор Маријан Петрески. Вице-премиере, ќе почнам со вас. Донесовте пакет од 28 антикризни мерки, како што најавив 400 милиони евра тежок, но сметате ли дека ќе бидат доволни за да се заштити стандардот на граѓаните и да се одржи ликвидноста на компаниите? Од она што беше денеска објавено и во делот на намалувањето на акцизите, не може да се пресмета од колкав процент се откажувате од акцизите со оглед дека тоа ќе биде скалесто во зависност од движењето на цената на светските берзи. Прво, мислам дека тоа што треба да го кажеме денеска, веројатно ќе зборуваме за деталите, но е итноста на носење и брзината на носење на мерките. И тоа само неколку, да кажеме, дена од како се случи кризата која што продуцира ваква... Како прашате опозицијата да оцените со носењето на мерките? Таков беше и вокабуларот кога почна пред 2 години ковид кризата, секојаш досниме, така да не коментирам искрено, реков изјави на опозицијата, затоа што имаме добро искуство, 2 години сме во криза, разумноста на опозицијата имаме видено, така да мислам дека ќе замолам да не ме прашуваат за изјавите на опозицијата. Ние во понеделник консултиравме еден голем број на експерти, експертската јавност, понеделник вечерта, на кој што имавме еден јасен став сите, а тоа е дека мора да се донесат мерки и да се следи состојбата, што нема да значи дека не може да се донесат други мерки, како што сме докажале и претходно. И ковид кога почна, носевме пакети скоро на секои 2 месеци затоа што кризата се одголекуваше. Овој пакет на економски мерки има две клучни цели. Едно е одржување заштита на животниот стандард на граѓаните и ликвидноста на компаниите, и второ е поддршката на компаниите, да ја кажеме развојната компонента во која што они ќе мора да внесуваат и да продолжат со инвестициите, особено во сегментот на енергетика. За различните мерки, веројатно ќе имаме време да ги дискутираме, ние се задржуваме, тоест во прашањето се задржувате само на една од мерките, а тоа е намалувањето на акциза. Таа не може да се гледа само така, затоа што има две мерки кои што се поврзани со енергенсот, а тоа е нафтените деривати. Секако тоа го правиме како модел кој што сметаме дека е подобар и одржлив како таков, наместо да кажеме дека еднократно ќе идеме на намалување на акцизите. Многу е лесно да кажете дека треба да ги намалиме во овој момент за 50, за 60 или 100% акцизите, но кои се реперкусиите, затоа што со професорот мислам дека ќе биде на иста страна, дека секојаш треба да се грижите и на приходната страна, затоа што кој ќе биде негативниот ефект на реперкусиите. Дел од овие мерки, особено оние што се однесуваат за акцизите и за ДДВ-то, ќе треба да одат како закони во собранието. Прво, дали се подготвени и што доколку бидат блокирани во? Да, они се подготвени. На денешната седница на влада на кој што го усвоивме пакетот на мерки, 26 мерки вкупно, се донесува и двете законски решенија за измена на акцизата и на ДДВ-то, и веќе се, да кажеме, на пат кон собранието. Што доколку бидат блокирани во собранието? Они се по скратена постапка,
испратени во собранието. Скратената постапка може да заврши за 3 дена, може да заврши за 1 ден, може за 2 часа. И овде е разумот кој што треба да го покажеме сите. Ние ги повикавме, како што секој сме правеле, ги повикуваме пратениците да си бидат на ниво на задачата, одговорни кон своите сограѓани и да одговорат наидно што е можно, за да може регулаторна комисија. Искрено не сакам да верувам дека ќе бидат Размислувате да се носат со уредба? Не, затоа што уредбата со законска сила може да се донесе само во време на вонредна состојба. Вонредната состојба во период кога имаме активно собрание може да ја прогласи само собранието. А ако собранието смета дека треба да се донесе вонредна состојба, тоа е друго прашање. Во овој момент ние одиме во нормалното функционирање, тоа е законите, а законодавците, тоест пратениците, би требало само да си ја завршат својата работа. Мислимовски, дали од вечерва ќе почне пресметката на цената за нафтените деривати по новата методологија, тоест дали вечерва ќе имате седница на која што ќе носите нова цена? Значи, Регулаторната комисија за енергетика изработи измени на постоечката методологија, со која што во услови на драматичен пораст или намалување на цените на нафтените деривати на берзите, имаме можност да носиме одлука секој ден, односно доколку ни се покажа така анализите, доколку цената би се зголемила за повеќе од 2 денара или би се намалила за повеќе од 2 денара, во тој случај Регулаторната комисија за енергетика може да носи одлука и по завршувањето, по моето гостување тука, Регулаторната комисија за енергетика ќе одржи главна седница на која што ќе ги разгледаме анализите кои што се направени и ќе информираме јавноста во текот на наредните 2 часа. Тоа значи во следните, тоест вечерва ќе донесете можеби нова цена на нафтените деривати која што ќе стапи на сила од полноќ? Да, која што ќе стапи на сила од полноќ. Значи имавме Каква е методологијата? Значи методологијата е базирана на котации на берзата на претходни 5 дена. Претходно правевме од понеделник до петок, сега можеме во било кој период се навраќаме назад на 5 денови и тоа го правиме од една единствена причина, бидејќи по овакви драматичен пораст на цените на светските берзи, ние определувавме цена врз тоа што се случувало во претходни 5 дена, а во реалноста, во деновите кога се применува таа цена, факт е дека трговците во Македонија купува нафтени деривати со многу повисока цена отколку таа што е утврдила Регулаторната комисија за енергетика и на тој начин овие трговци има реално големи загуби претрпеа во изминатата недела. Првичните анализи ни покажуваат дека тоа некаде околу 5-6 милиони евра на неделно ниво, што е многу и на тој начин не сакаме да го доведеме во опасност сигурноста во снабдувањето со нафтени деривати во државата и од тие причини и при драматични растови и при драматични падови на цените на нафтените деривати на берзата, Регулаторната комисија за енергетика веднаш ќе реагира. Не очекувам дека ќе ми кажете каква одлука ќе донесете, но што велат еве анализите првични за движењето на цените? Па од минатата среда до вторникот за денес вечер ќе ги знаеме котациите, се случува порасти на цената на особено на дизелот, бидејќи ние ги гледаме котациите на дизелот и на бензините како посебни котации. Имавме незапамтено зголемување некаде по $100 на ден, така да во историјата од која постојат берзите, такви драматични порасти не постоеле. Тоа значи дека и вечерва може да очекуваме зголемување на цените се додека не стигне законското решение кое што треба да значи намалување на акцизите. Па ја користам оваа прилика да ги поздравам мерките кои што ја донесе владата денеска. Прво имаме концепт на акцизи, како што се зголемуваше акцизата кога цените беа ниски, сега и владата покажува солидарност, кога се високи цените, приходите се откажува од приходите и се намалува акцизата и она што е за прв пат се воведува како ургентна мерка во државата е намалувањето на ДДВ-то од 18 на 10%, што исто така има доста влијание врз крајната цена
Инаку некаде по структура на цена, еве кај дизелот, 52-3% се однесува на бавната цена и курсот на доларот, што има влијание. Некаде 7% е тоа регулаторната комисија за енергетика кај што влијае на маржа и трошоци за транспорт и останатиот дел е 40% државни давачки, акцизи, данок на додадена вредност и сето тоа државата се откажува од својот дел со цел да се одржи одредена ценовна стабилност, иако во овие услови... Да, но тоа откажување кажавме дека согласно мерката која што беше кажана ќе оди зависно како ќе се движи цената на светските берзи. Во тој контекст Петрески, приходите од акцизите на нафтените деривати секако се големи во буџетот, иако се обидов да ги добијам од надлежните институции во текот на вчерашниот и денешниот ден. Приходите само од нафтените деривати, кои што не може да се видат директно во буџетот, не успеав. Се надевам дека вице-премиерот може би ги има или ќе ни ги испрата дополнително, но што би значило за државата откажување од тие приходи во ситуација кога треба да се финансираат и субвенционираат други обврски помош за граѓани и стопанството? Пред се сакам да ги поздравам мерките, првенствено од перспектива дека се донесени релативно навремено, спомна вице-премиерот, кога првично удри пандемијата, првата поголема група мерки беше донесена по месец и пол од првиот удар на пандемијата. Сега таа реакција е нешто порано, иако ако се земе предвид дека она што ни го соопшти претседателот дека добила земјава разузнавачки информации дека ќе се случи инвазијата уште на 5 ноември била добиена таа информација, може би требало подготовката да почне и порано. Меѓутоа многу битни си, реков од таа перспектива ги поздравувам за да ја смират оваа паника која што во пикови се појавува во одредени денови меѓу населението, за да демонстрираат дека тука е владата која што има одреден арсенал на мерки кој што ќе го користи за да може да ги смири тие пикови. Да, но тука се врзува и таа комуникација на владата со граѓаните и односот со медиумите, ненавремено објавување можеби на информации, отсуство во јавноста, детално објаснување на некои мерки, можеби и тоа има влијание во однос на таа паника која што се јавува, не само шпекулациите кои што доаѓаат од... Добро, се согласувам, меѓутоа ова што денеска беше објавено како почетна информација за да влијае во насока на смирување на таа паничност или тензија меѓу населението, мислам дека е коректно. Сега во поглед на самите мерки, јас мислам дека од овој сет кој што беше објавен, инаку сега да направиме една дигресија, спомна вице-премиерот дека експертската јавност беше повикана во понеделникот и тоа беше мошне коректно, меѓутоа таму мерките не ни беа представени. Така што ние не дискутиравме по однос на мерките таму и јас денеска ова што го коментираме на база на што го видов како објава денес. Значи немам дополнителни информации. Значи врз основа на тоа можам да кажам дека од пакет 26 објавени мерки, 3-4 се особено релевантни за сегашниот момент. Има некои мерки кои што и претходно биле објавени како оние мерки за енергетска ефикасност и така натаму, тие во моментов на претерано краток рок не се релевантни. За краткиот рок релевантни се мерките кои што значат откажување од приходите од акцизи и од ДДВ и имаше мерка за ваучери со кои што ќе се помогне потрошувачката на најранливите слоеви. Иако сега тоа го спомнав и вице-премиерот, зависи од тоа колку брзо во собранието тие ќе бидат усвоени. А во однос на она што ме прашавте за фискалната страна, се разбира дека мерките чинат. Она што го видовме е груба, мислам, претпоставуваме точна проценка, меѓутоа немаме дезагрегација за да видиме која мерка колку чини, меѓутоа факт е дека тоа ќе удри врз буџетот на начин на кој што ние не сме се спремале доволно, особено во смисла на тоа дека фискалниот простор беше истрошен со пандемијата, веќе јавниот долг гравитира околу 60% од бруто домашниот производ и сега ова ќе биде дополнителен притисок, значи 400 милиони се од прилика буџетскиот дефицит во нормално време. Да, не е предвиден, се не јавува евроврзница. Тој притисок ќе се зголемува и секако ќе кулминира со ребаланс и ќе мора тоа да се финансира, претпоставувам тоа ќе се направи на ист начин како што се направи за време на пандемијата, дел преку концесионални заеми, а дел ќе биде и позајмување на приватен пазар. Сега тука имаме
различна ситуација во однос на пандемијата, во однос на достапноста и цената на позајмувањето, ќе видиме како тоа ќе се одвива. Јас тука сега од режијата ќе ги замолам колегите да ја пуштат изјавата на Трајко Славевски од ВМРО ДПМН, од каде побара итна седница во собранието, но би се разгледале предлозите кои што тие ги има доставено во однос на до 50% намалување на акцизите за горивата, а потоа ќе ја коментираме во студиото. Наместо да го прифати предлогот за намалување на акцизата кај нафтените деривати, како што предлага ВМРО ДПМН, со што цената на бензинот од утре би се намалила за 13 денари, а на дизелот за 9 денари, премиерот Ковачевски денес предложи комплициран модел за намалување на акцизата, кој не само што не го разбра јавноста, туку и не гарантира дека ќе придонесе за намалување на малопродажната цена на горивата. Што да се каже за мерката намалување на данокот на додадена вредност за централното грејење, електричната енергија и одредени видови основни животни намирници? Ако мерката за намалување на акцизата е премалку, ова намалување на данокот на додадена вредност сигурно доаѓа предоцна. Јас слушнавме изјавата на Славевски, Битичи не гарантира дека ќе има намалување на цените на енергенсите, овој модел кој што го нуди владата. Ја ќе кажам, во консултации денеска Европска комисија кажа дека моделот кој што ние сме го предложиле дека е одличен, го пофали. И мене тоа ми е релевантно, затоа што се стремиме кон развојниот свет, во кој што нудиме модели кои што се одржливи, ќе кажам, за да не направат и не нанесат штета. А дали некој успеал да го разбере или не моделот, не можам искрено да толкувам. И ние гарантираме дека овој модел, независно дали имаме пораст на цена на берза или имаме намалување, ќе осигура намалување на цената, тоа е цело време. Затоа што имаш два параметри кои што ти се секако битни, и намалување на акцизата, со опаѓање на цената на берза, имаш дел од акцизата во кој што ние велиме ќе го дадеме, се откажуваме од приход и дополнително се откажуваме од 8% поени од ДДВ-то, кој што кажа председателот на регулаторна комисија дека не е секојдневно да го видите како таков и не се случило претходно, дополнително што он се аплицира на сите нафтени деривати и плюс на гасот. И ова е одговор на барањето на единиците на локална самоуправа за да одговориме на нивната потреба, особено градовите кои што се гасифицирани, два града и користат јавни институции и други институции го користат како енергенс. Ова е директен одговор како втора мерка која што не сме ја кажале. Пред само неполни месец дена донесовме мерка во која што царинската стапка за газ ја намаливме од 2 на 0, ја тргнавме целосно. Сега дополнително намалуваме ДДВ за тоа и сметам и со особено намалувањето на ДДВ-то и за топлинската енергија и така натаму, значи има сет на работи кои што директно би требало да влијаат врз резултатот. Секако јас го поздравувам чекорот да се свика итна седница затоа што е битна таа за да одговориме најбрзо што е возможно кон граѓаните. Колка би се приходите во буџетот само од нафтените деривати планирани за во име на акциза предвидените приходи од акциза годишно се 22 милиарди, а предвидените приходи од акциза само за енергенсите е 12 милиарди годишно. Тоа се предвидени во 2022 година. Рековме со откажувањето на дел од акцизата во овој момент не може да се направат симулации затоа што таа ја поврзуваме со берзанската цена на нафтените деривати, на дизелот и на бензинот и не можеме со точност. Но целосните калкулации се дека во овој момент се откажуваме од прилика од 90 милиони евра приходи на буџетската страна, затоа што сме тука се акцизите и ДДВ-то и царинските стапки, и плюс други од другите мерки
сублимирано се отприлика 90 милиона од откажувањето од приходната страна и ова беше тоа што го разговаравме во понеделник. Во понеделник се уште мерките не беа готови, сакавме да слушнеме во која насока треба да оди и што е тоа што треба да го сочуваме. Кажавме дека макрофинансиската стабилност треба да е клучна. Рековме дека целите на задржување и зачувување на животниот стандард треба да биде битен. Ликвидноста на компаниите треба да се помогне. Значи, разговаравме за тие начелни, да кажеме, пристапи на мерките. Мерките ги креиравме вечерта после економскиот совет со експертите, вчера цел ден и денеска. Смитате ли дека оние паники кои што ги гледаме назад некое време, можеби се резултати на недоволната комуникација од страна на владата? Ја искрено не, затоа што еве и денеска кога се обзнанија мерките, веќе сите министри, по сите медиуми имаме доволно информации, луѓето се уште. Значи ние некако се направивме општество во кое што премногу сакаме граѓаните да ги оптовариме со информации. Ја кажав на средбата во понеделникот дека ние сме една од ретките земји во кои што и веројатно децата во основно училиште зборуваат за јавниот долг. Затоа што сакаме да толку многу тоа го збориме, ако ги прашаме сите и децата, но и тие кои што треба да разберат тешко дека тоа би било тоа е многу добро, но треба да видиме дали треба. Ние испраќаме порак дека владата е овде и се грижи за граѓаните, дека во одреден момент заради различни причини можеби некој и сака да има паника помеѓу граѓаните, се случија тие одредени моменти на паника, но осигуруваме дека со ваков носење на ваков сет на мерки, дека овде сме за да помогнеме. Битно е да сме спремни за подолг период. Бислимовски, цената на струјата на светските берзи деновиве исто така има нагорна линија. Проценките се дека уште долго нема да се врати на она ниво кое што беше и воопшто дали ќе се врати на тоа ниво на кое што претходно ја имавме. Се подготвува нова методологија во однос на пресметката на цената за домаќинствата. Како ќе изгледа таа методологија? Значи, во изминативе неколку дена повторно се случија драматични порасти на цената на електричната енергија. Денеска беше на 470 евра за мегават час. евра, вчера беше околу 550. Значи имавме една, да речем, условно кажана стабилна ситуација. Цената беше нешто под 200 евра, околу 200 евра за мегават час, што споредено со една нормална вообичаена година е за 4 пати повисоко отколку тоа што сме го имали. И значи овој и со тоа сега мора да се наоѓаат концепти пред се за да може да се помогне и на домаќинствата, а и на стопанството. Оно што го разгледуваме е во моментот воведување на блокови на потрошувачка за домаќинствата. Тоа значи дека ќе има најверојатно 3 блока ќе има. Потрошувачката во првиот блок ќе биде некоја просечна потрошувачка на едно домаќинство во државата и таа ќе биде со цена нешто пониска од постоечката и како се зголемува потрошувачката, така ќе расте цената. И при тоа сакам да кажам дека во делот на ефтината тарифа нема да важат блоковите. Таа ќе се биде една иста за сите блокови со цел да после 22 часот. После 22 часот и цел ден недела. Исто така ќе сакаме да поттикнеме колку што е можно повеќе да се штеди. Дека со кризава... Доцнете ли се апелите за штедење, бидејќи дури последниве 2 дена мислам дека ги слушнавме тие апели? Значи, сега како да ви кажам, на 500 евра мегават час цена, а ЕСАМА го тераме да продава на Евана Хоум за домаќинствата 41 евро за мегават час, а при тоа купуваме електрична енергија од ТЕТО за 190 евра, производната цена на ТЕЦ Неготино, како расте цената на мазутот и таа се зголемува и речиси 200 евра. Значи, ние од комфорната зона веќе сме излезени, значи, ништо не е како претходно. Или ќе се штеди, ова што може да се помага, ами и ресурсите се толку.
Не може Треба повеќе. да се работи на домашното производство да се зголеми, бидејќи навистина е на најниско ниво во тоа што се овој направи во период. текот на оваа криза, сите домашни производни капацитети кои што беа на располагање, кои што постојат во државата, се ставени на располагање. Значи, ТЕЦ Неготино работи, Осломе работи, тие со државните капацитети, РЕК Битола работи, со хидрото имаш одредени проблеми во однос на Колку ќе биде таа просечна, хидрологија. ќе ве вратам на блок тарифите, колку ќе биде таа просечна потрошувачка која што ќе има најниска цена? Имате ли сега? Па ќе биде на вкупно ниво некаде која е просечната потрошувачка за домаќинство во државата околу 450 киловат часови, колку е во високата тарифа, толку ќе биде. Но тоа е просечна потрошувачка на едно домаќинство во државата, тоа е статистика и тоа е податок. До таа потрошувачка ќе биде најниска цената? Па потоа ќе расте за вториот блок и за третиот блок уште повеќе, имајќи во предвид дека 1% од домаќинствата трошат 20% од електричната енергија за домаќинствата. Значи тоа се тие кои што можат да платат и не е проблем, и даваме сигнал и до нив да си го регулираат начинот на грејење и да се намали потрошувачката. Тоа ќе биде сигналот, инаку овој концепт во Србија функционира 20 на години, исто така и во Хрватска функционира. Цените, да, Петровски. Апропо додека ние на оваа тема дискусијата, фискалниот простор што го загатнавме претходно исклучително стеснат, тоа сакав да и од таа прашам. перспектива е многу битно да се рационализира, затоа што еве да земеме и дека ова износ од 90 на милиони евра за сегашните мерки е тоа е точен, веројатно ќе се проширува, ама моментално да ја земеме таа естимација за релевантна, да не заборавиме дека веќе ја субвенционираме електричната енергија со, ако не се лажам, 100 милиони евра е 170. Да, до сега 170. Ако кажеме 90 милиони откажување, 310 милиони се фискални импликации. Тоа го кажа и Океј. Поентата ми беше дека апропо фискалниот простор, она што излезе како, да речем, еден консензус во понеделникот, бидејќи сега и вице-премиерот неколку пати реферираше на тој состанок, беше дека наместо кон линеарност на мерките треба да се оди кон потесно таргетирање, значи да се донесат мерки кои што ќе ги заштитат најзагрозените домакинства и фирмите кои што се најпогодени, веројатно тоа во моментов се фирмите кои што се најизложени на потрошувачка на енергенси. Сега овдека гледаме поголема линеарност во мерките. Освен ваучерот, другите мерки кои што се за намалување на ДДВ-то и на акцизите, нормално ќе имаат во апсолутен износ најмногу ефект за оние кои што трошат најмногу. Господинот Бислимовски ги спомнува домакинствата кои што трошат многу. За нив ќе има најголемо апсолутно намалување од намалувањето на ДДВ-то од 18 на 10%. Во таа насока беше сугестијата и консензусот од експертската дебата, меѓутоа можем да разберам дека за појасно и поголемо таргетирање треба и повеќе време и повеќе обмислување на мерки. Но ја половично ќе се согласам. Значи линеарноста искрено можеби некој ја препознава во мерки, но не можете да донесете мерка во која што е таргетирана кога зборуваме за нафтените деривати. Линеарноста ја гледаш со другите мерки и затоа ова е сет на мерки, не е една единствена. И затоа примателите на гарантиран месечен минимален приход, кои што се 35.000 домаќинства, ќе добијат дополнителни ваучери затоа што е таргетирано. Пензионерите се исто така таргетирани. Дополнителни социјални категории. Таргетирани пензионерите сите ќе добијат линеарно по 1000 денари. И затоа што без разлика. разлика... Тој што зема 50.000 денари пензии, тој што зема 10. Сега да ги извадиме бројките на тие колку се тие кои што земаат 50.000, затоа што се ствара во општеството една дискусија за дека 50.000 земаат 100.000 пензионери. Не е така. Концептуално е прашање. 225.000 пензионери примаат пензии до 18.000 денари. Тоа е 70% од пензионерите примаат пензии до 18.000 денари. Кажете ми, 100.000 се над 18.000 денари. Кажете ми како ќе ги ставите кои се тие со 50.000, дека се 100 пензионери кои што земаат 50.000 денари и линеарноста таму ја гледаме. Значи нема единствен. Ќе им ги намалиме на тие 100 пензионери и сме направили поправедно општество.
Не е така. И затоа велиме. Мала е бројката на тие кои што Апсолутно. земаат високи Поентата пензии. беше она што го зборуваше господинот Бислимовски, дека е во таа насока, дека таргетира, значи оние што сакаат повеќе да трошат и да се луксузираат во вакви услови електрична енергија, фере да плаќаат повеќе или повисока тарифа или да ја плаќаат пазарната цена. Петровски, цените на енергенсите секако се во нагорна линија, тоа го зборуваме веќе. Инфлацијата има раст во февруари 7,6%. Што може да очекуваме во следниот период и дали можеме да стигнеме до двоцифрени стапки на инфлација? Што можеме да очекуваме е многу тешко да се каже, бидејќи гледате дека цените на светските берзи се менуваат од миг во миг, апропо на тоа и регулаторната комисија ќе носи одлуки дневно, бидејќи не може да знаеме што би не очекувало по недела или по две, меѓутоа не верувам дека ќе дојде до двоцифрени стапки на инфлација. Да кажам дека ова ние економистите го викаме шок од страната на понудата. Тоа значи дека инфлацијата во моментов за нас е зададена, значи е во целост увезена, гледате како директно се пренесува на домашната економија. Значи, освен се разбира кај енергенсите, притисокот постои кај цените на храната. Во таа смисла сакам да кажам дека во моментов нема притисок на страната на побарувачката. Се отвара некоја дискусија дека побарувачката притиска, а тоа е релевантно, затоа што кога имаме притисок на страната на побарувачката, тогаш веќе треба да действува Централната банка. Во моментов тоа го немаме и се уште не постои таков притисок за да треба каматната стапка да се променува. Јас видов неколку бројки пред да дојдам тука, например потрошувачката на домакинствата во 2021 година е на исто ниво како во 2019 пред пандемијата. И втор податок го зедов потрошувачките кредити на население, кои што учествуваат со пола, 50% во вкупните кредити на население, нивниот раст забавува. Тоа значи дека во најмала рака имаме стагнација кај побарувачката, ако не и некакво забавување. Во таа смисла, било каква корекција на каматната стапка од страна на Централната банка би влијаело негативно на ситуацијата во која што се наоѓаме. А ние сме сега во момент на влез во стагфлација. Значи имаме инфлација и имаме раст кој што стагнира. За разлика од вас, професорот Славевски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, вели 40% од инфлацијата што во моментов ја имаме е увезена. Од домашна. Не, апсолутно не. Податоците тоа не го кажуваат и ќе го сватам тоа и како негова политичка, а не експертска изјава. Ова што ви го цитирав, јасно укажува дека побарувачката е стагнантна или веќе почнува да депресира и мислам дека дополнително ќе се движи во таа насока апропо сите овие случувања. Така што никаков во моментов притисок нема на страната на побарувачката, меѓутоа тоа не значи дека монетарната власт треба да биде комотна, напротив. Мислам дека ситуацијата се следи на дневно ниво, одлуките за каматната стапка се носат најмалку на месечно ниво, а по потреба и почесто, така што ќе се реагира доколку стане потребно. Двоцифрени стапки на инфлација во 2008, ако не се лажам, во јуни дека имаше, а тогаш годината заврши со 8,3% стапка на инфлација, што е различно од тврдењето дека сме немале. Не, имавме апсолутно во таа година и тогаш беше исто пореметувањето главно на пазарот на примарни производи, значи нешто слично како што имаме сега, нормално не апропо инвазијата на Украина, меѓутоа апропо дисбалансите кои што тогаш настана како последица на глобалната финансиска криза. Иако не може да се споредат годините, затоа што ова што се случува сега е секогаш викаме невидено, но ова е вистински невидено, затоа што војна во европскиот континент немало Втората светска војна. И тоа што се случува заради зависноста, поголемата зависност од Втората светска војна во сите сектори, во економијата, ефектите се многу поголеми насекаде. Неизвестноста е сега поголема и од пред и од неизвестноста, но и зависноста е многу поголема, затоа што вредносните ланци се многу поврзани сега него што биле во Втората светска војна. Сега, например, ние не може да го занемариме, ние сега зборуваме за еден негативен ефект, а тоа е кај нафтените деривати, затоа што е увозно. Но автомобилскиот сектор, видете го во цела Европа,
Он целосно е затворен во овој момент затоа што вредносниот ланец е затворен. Значи е прекинат. И ние тоа не можеме да кажеме дека е од внатре, дека тоа доаѓа. И втор момент што сметам дека исто така е непредвидливо. Ние зборуваме дека берзанските цени идат нагоре. Денеска има вртоглаво паѓање на цените на берза. Баш за нафтените деривати. Денеска, тоа што се случува е до пред неколку минути пред емисијата е вртоглаво паѓање, со 15% паѓање на цената на дизелот или на бензинот не се случува секој ден тоа да го видите. Ако вчера имавме за 30% или 40% зголемување, сега имаме надолу линија. Така да проекциите не можеме и затоа мислам дека тоа што професорот Петровски го кажува дека не можеме да кажеме каква е проекцијата за инфлацијата, но дека мерките зависат од нас. Кога овие 35.000 граѓани кои што ги споменавте ќе ги добијат ваучерите, има ли критериуми како и кои ќе ги Не, денеска итно беше да се донесат три, тоест два закона и една одлука. Ние сменивме одлуката за посебните услови за трговија на одделни стоки, во кој што ја ревидиравме трговската маржа. И веќе дадовме налог за секоја една мерка кои институции треба да превземат активности и ја мислам дека ако не оваа недела, веќе во вторник на редовната седница на влада ќе дојде законското решение за спроведување на истите. Ние сакаме веќе од месец март да ги таргетираме примателите на гарантиран минимален приход да добијат ваучери за одредените за трошење за одредени специфични продукти, нешто слично тоа што го направивме за време на ковид, тогаш работевме со платежни картички, сега нема да најверојатно нема да одиме затоа што времето е кратко, треба побрзо да се реагира, но е битно да средствата ги добијат за основните производи, затоа што во суштина сакаме да навистина сметаме дека средствата што ги добиваат не се за да ги трошат за било што, туку специфично за основни производи. Може би ќе беше поедноставно да може за се да ги трошат за да не настане пак некој хаос. Не, за жал ја дискутираме цело време. Примателите на гарантиран минимален приход и тоа некако отиде, се исто така примаат енергетски додаток, веќе подолг временски период. Да, добро, за жал, кога ќе влеземе во анализата на истата категорија на луѓе, они не го трошат овој енергетски додаток за плаќање на сметките, туку го трошат за други потреби. И пак имаме проблем на удар, затоа што им се наталожуваат сметки на електрична енергија и затоа сметаме дека мора да биде таргетирано за да има ефект поголем и кај нив, но и кај назад кај стопанство. Кога зборуваме веќе во делот на енергенсите и зависноста од Русија, портпаролот на Кремљ вели дека ситуацијата е отежната со заканата на САД за забранет увоз на енергенси од Русија, што значи дека САД објавиле економска војна на Русија, санкциите ја погодуваат Русија, но како тоа ќе влие врз европската економија? Европа вели не може да го следи чекорот на Соединетите Американски држави токму поради големата зависност, меѓутоа ќе се обиде до крајот на годината со планот кој што вчера го објави да намали таа зависност. Јас тука прво би ја побарала изјавата да ја слушнеме, па потоа ќе ја искоментираме во студиото. With the plan we outlined today, the EU can end its dependence on Russian gas and repower Europe. Fit for 55, once implemented, will reduce the EU's total gas consumption by 30% by 2030. That is 100 billion cubic meters of gas we will no longer need. Now, we will take it to the next level. By the end of this year, we can replace 100 BCM of gas imports from Russia. That is 2/3 of what we import from them. This will end our over-dependency and give us much needed room to maneuver. 2/3 by the end of this year. It's hard, bloody hard, but it's possible if we're willing to go further
and faster than we've done before. А во врска со различните одлуки за увоз на руска нафта, фон дер Лајен вели дека САД кои забранија увоз на нафтата, енергенсите од Русија се помалку зависни. Целта е санкциите првенствено да ја погодат Русија, а не западните земји. Колку Македонија е зависена од рускиот газ и кој е нашиот став по однос на ова прашање кое што е актуелно и начинот на кој што Европа ќе се справува? Ние во моментов 100% од потребите за природен газ ги обезбедуваме од Русија. Тоа се Македонија, Молдавија, ми се чини и Босна и Херцеговина. 100% од газот го имаме од Русија. Кој е нашиот став по однос на прашањето за забрана за увоз? Мојот личен став, владата ќе се го каже својот, мислам дека ние немаме таков луксус сега да се откажеме од природниот газ. Еве сега имаме и грејна сезона која што е во тек, значи доколку би се откажале, ќе треба да го замениме со мазут. Но во економска зона во Скопје, сите компании кои што го прават најголемиот извоз во државата, користат природен газ. Сите компании кои што се Пивара, Алкалоид и сите останати во Скопје користат природен газ. Значи тоа ќе представува сериозен проблем за работењето на овие компании и мислам дека Македонија не може во овој момент да се откаже од природниот газ, бидејќи реално алтернативата, доколку може да има алтернатива во зоните, не верувам дека може да има алтернатива, не може да има во зоните алтернатива, бидејќи воопшто за државата. Во некои други може, но најголем дел компаниите немаат алтернатива и тоа ќе биде сериозен удар врз на нашата економија. Ја верувам дека ќе преовлада разумот и дека ќе продолжиме испораката на природниот газ во Македонија да ја имаме. Стабилно ли е снабдувањето со газ, но и со нафта? Во овој момент е стабилно снабдувањето со природен газ, непречено се доаѓа тето работи, бек работи, сите компании го користат, се разбира по драстично повисоки цени, но го имаат. Инаку знаете како викаат, најскапа енергија е таа што ја немате. Може да се оствари сценариото на Медведев кој што го напиша $3,000 да плаќаме? Сега не би се усудувал било што да прогнозирам. Во вторникот цената отиде во понеделникот и до $3,000, денеска паѓа 5-60%, така да тоа се берзите, особено за енергенсите, во изминативе неколку месеци се осетливи на секоја изјава и на дневно ниво се менува дали нагоре, дали надоле и многу е тешко да се предвиди што ќе се случи. Делот на гасот, увозот, што е со увозот на нафта, од каде ни доаѓа на нафтените деривати, дали таму е стабилно? Па претежно нафтените деривати ние ги добиваме 80-90% е од Грција, така да верувам во тој дел ќе биде стабилно, имајќи во предвид да точно и Грција дека има некои користи од нафта, но ја верувам дека доколку Грција има проблеми, ние би имале проблем, но е сега за сега е стабилно со тоа што јас очекувам дека и Европската унија ќе треба да помогне тогаш на овој регион во такви услови. Значи, ако имаме проблеми со природниот газ, ќе треба да се најде соодветен начин и да ни помогнат. Да, Петрески ви. Сакав само околу гасот да спомнам дека се разбира дека ние имаме 100% зависност од рускиот газ, меѓутоа да не губиме од вид дека учеството на гасот во вкупната енергетска потрошувачка е 6-7%. Споредено во Германија слушаме 40% и германскиот канцелар веќе кажа дека тие не може да си го дозволат тој луксус да сега им прекине рускиот газ, бидејќи е огромна зависноста. Така што сега во една релативна мислам дека ние не сме во таа мера зависни од рускиот газ. Се разбира дека за компаниите кои што користат исклучиво газ за своите енергетски потреби, тоа ќе биде шок ако не Боже прекине. Во смисла на тоа дека нема да можат брзо тие да се преориентираат на друг извор на енергија. Меѓутоа гледано во целина, вкупната зависност на економијата од газ не е висока.
Какви ќе бидат последиците врз руската економија со оглед на санкциите кои што се воведени, но и сето тоа реперкусии врз европската економија која што дополнително ќе се одрази врз македонската? Интересно е да се следат санкциите што се воведуваат во смисла на нивните ефекти, иако мислам преурането да се направат некои попрецизни пресметки, меѓутоа поентата кај санкциите е да имаат асиметрично влијание, односно да ја погодат доминантно руската економија, помалку да имаат ефекти врз оној кој што ги наметнува. Меѓутоа тоа не значи дека тој ќе биде целосно изолиран. Сега вака информации слабо доаѓаат за тоа што се случува внатре во руската економија, за да може подетално да судиме за ефектот врз руската економија, меѓутоа земајќи предвид како се движеше рублјата, посебно понеделникот 28, таа имаше јака депрецијација од 30%, па истовремено дојдоа информациите дека се забранува свифтот за најголемите руски банки, руската централна банка нема пристап до најголем дел од своите девизни резерви, значи го губи инструментот да може да го стабилизира внатрешниот финансиски пазар. Земајќи го сето тоа предвид, мислам дека санкциите ќе направат многу голема штета на руската економија. Значи, аналитичарите на глобално ниво веќе калкулираат со некоја штета годинава која што би се движела помеѓу 10 и 15% пат на нивниот бруто домашен производ. Добро, одиме тука кусо со реклами и се враќаме назад во топ тема. Назад сме во топ тема, имаме уште малку време, затоа ќе замолам за куси одговори. Вице-премиере, Европа се подготвува за диверзификација, начин како да намали зависноста од руските енергенси. Што прави Македонија на тоа поле? Се уште нема конкретен одговор и за проектот Александрополус. Има нешто ново на таа тема? Ние одлуката за тоа е донесено минатата година, иако во јавноста имаше реакции жустри зошто би ни требало диверсификација, сега доволно ни е гасот од Русија. Ние сврсто стоевме дека мораме да направиме диверсификација. Веќе е подпишан договорот за интерконекторот со газ и за гасоводот од Грција кон Македонија. И за информација, во понеделник го подпишувам договор за вклучување на нашата држава во проектот за Александрополус терминалот. И само за информација, наредните 15 години осигуруваме 500 милиони нормални метри кубни газ од терминалот Александрополус, кој што ќе значи снабдување кое што нема да зависи од различни извори. А дополнително со гасоводот обезбедуваме да се донесат 3,3 милиони нормални метри кубни газ од Александрополус, тој што го имаме резервирано, и дополнително 2,8 милиони нормални метри кубни од Азербејџан или од други извори, без разлика. Тоа укажува дека не само што ќе обезбедиме доволно газ и ќе диверсифицираме изворите на газ, тоа ќе може да значи во оваа прилика и поевтин, но и постабилен и независен развој без разлика на случувањето, геостратешките случувања. Така, Петрески, добив реакција по однос на вашиот став од професорот и членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Трајко Славевски. Би ви ја прочитала, вели дека според Маријан Петрески, Народната банка, основната каматна стапка на инфлацијата има достигнато над 3%. Ова е стапка на инфлација кога ќе се исклучат цените на храната и енергијата и се должи исклучиво на домашни фактори. Пред 2 години основната стапка на инфлација беше негативна. Маријан Петрески постапува нестручно, а не јас, вели професорот Славевски. Му благодарам на коментарот пред се. Не е точно ова што го кажува професорот, бидејќи она што го гледаме кога од инфлацијата ќе се одземат ефектите на енергијата и храната, во моментов се главно преносни ефекти од тие цени. Да илустрирам за гледачите, тоа значи дека ефектот од енергенсите го гледаме, например, и кај транспортните услуги. Пораст на цената на транспортните услуги, тоа е тој така наречен пренесен ефект. Немаме ефект како резултат на зголемена побарувачка и затоа веќе ви цитирав одредени бројки.
Петерски, стабилен ли е денарот? Народната банка постојано испраќа соопштенија дека нема проблеми, дека денарот е стабилен, но и девизните резерви се на високо ниво. Да, апсолутно стабилен е и ќе остане стабилен. Во моментов нема притисоци кои што би значеле негова било каква дестабилизација. Дури ако такви притисоци настанат, се разбира дека Централната банка има широк арсенал на мерки со кои што ќе го стабилизира девизниот пазар. Коректно ги цитирате, девизните резерви изнесуваат околу 3,4 милиарди евра, што е над 30% од бруто домашниот производ и се смета за многу високо ниво на девизни резерви. Така што по тој основ нема апсолутно никаков простор за загриженост. Мисливовски, веројатно граѓаните, она што најмногу ги интересира одлуката која што доправа треба да донесете вечерва, која што се однесува на нафтените деривати, но во мерките кои што ги соопшти владата денеска има и уште една мерка која што се однесува на фотонаponските панели, олеснување на постапката за поставување, но и субвенции за оние кои што ќе ги постават. Ако не се лажам, износот за субвенции беше околу 500.000 евра, секој ќе може да добие до 30% од вредноста, но не повеќе од 60.000 денари. Колку еве и ова е начин за таа диверзификација која што ја зборуваше и вице-премиерот? Значи, апсолутно, тоа е добра мерка. До сега може на крововите на домаќинствата да се постават 4 киловати, од сега ќе се постават 6 киловати и од сега ќе може домаќинствата своите вишоци на електрична енергија да ги продаваат и на универзалниот снабдувач на Ева на Хоум. До сега беа обврзани да излезат на слободен пазар, но со овие цени кои што се на слободниот пазар, апсолутно нема логика да тераме домаќинства да одат на слободен пазар, така да ќе може да продаваат и на универзалниот снабдувач. На тој начин, бидејќи домаќинствата ќе се обезбедуваат дел од своите потреби, ќе го растеретиме и ЕСМ, и ЕСМ ќе може да ги намали потребите кои што ги дава за домаќинствата и за сметка на тоа да продава електрична енергија на слободниот пазар и да остварува многу поголеми приходи. Нема да продава по 41 евро, туку ќе продава колку што е на слободниот пазар, околу 230-240 евра и да започне еден сериозен процес на стабилизација на ЕСМ со цел да може да реализира и нови инвестиции кои што се предвидени во инвестиционите програми на ЕСМ. Што значи тоа од сега? Па ја верувам дека треба да се донесе правилник за обновливи извори и веднаш после тоа ќе започне примената на ова. Мислам, примената ќе биде од 1 јули. Да, примената е од 1 јули, затоа што има две законски решенија. Тоа е едно законско решение за даночниот застапник кој што треба да се вгради во законското решение на Министерството за финансии. Законот е во собрание, штом се изгласа и се направат промените во правилникот, од 1 јули сите граѓани може да го направат тоа што господинот Бислимовски го кажа, како и исто така малите потрошувачи, тоест и компаниите до одредена инвестиција 200 киловати, мислам дека до 40 до 40 киловати по овој принцип кој што го објасни председател. И за крај, ќе бидат ли остварливи проекциите за раст на домашната економија или сепак ќе треба да се ревидираат во надална линија? Во почеток имаме 15 дена од почетокот на војната во Украина со Русија, во кој што се следат сите ефекти. Мислам дека е прерано искрено да направиме проекција дали ќе останат или ќе ги надминеме, затоа што јас во некоја друга прилика кажав дека секоја криза треба да се гледа од аспект на негативните ефекти, но треба да се гледа и како можност, особено во секторите во кои што имаме некоја конкурентна предност во овој момент наспроти другите земји. Петерски? Мислам неминовно ќе претрпи проекцијата за растот ќе претрпи надолна ревизија, нема дилема. Она во што се согласувам со вице-премиерот е дека е тешко да се каже во која мера, бидејќи исклучително е неизвестна ситуацијата, колку ќе трае, првенствено интензитетот и обемот на самиот конфликт, а дури тој да се реши утре, имаме ситуација со
санкциите, имаме поларизација на светот, нов светски поредок и сето тоа гледаме дека има импликации за Европа, а преку Европа директно и индиректно преку Европа за нашата економија, така што таа проекција секако дека не е остварлива. Поентата ќе биде да кажам разликата во однос на проекција да биде што е можно помало. Господа, јас ви благодарам за вечерашното гостување во ТОП тема. Вам ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нашата програма.